Колеги, граѓани, веќе комисиската расправа установивме дека ваквите измени на дополнувања на членот 141 од Законот за здравствена заштита донесен во 2019 година е повеќе од потребен. Меѓутоа, се плашам дека во континуум носиме закони по принцип клан-недоклан, кои збор по измени на дополни ќе ги менуваме и преприлагодуваме заради тоа што целите самите не се исцрпно направени. При со одредени пратеници од парламентарното мнозинство решивме дека овој закон, односно се усогласивме дека овој закон е во насока на мандатна политика, односно прикрпен, така наречен закон. А прикрпен се затоа што се привремени, односно санираат проблем од минатото, а не се системски, ниту пак државотворни. Собранието не би требало да гласа фушер одлуки и решенија, туку писмени, исцрпни, аналитични, логични решенија кои што се во насока на национална цел и стратегија. А национална стратегија и цел ни за здравство, како ни за ништо останато, немаме. Па сега, што биле измените во 2019 година? Претходниот услов гласел вака. Здравствени работници со високо образование може да специализираат ако имаат завршено пробна работа, положен стручен испит и лиценца за работа. Здравствени соработници со високо образование може да специализираат ако имаат завршено пробна работа, положен стручен испит и 1 година работно искуство. Измените кои што следеле во 2019 година биле со побарувањето од најмалку 6 месеци работна соглас со стекнатата лиценца за работа во примарна здравствена заштита во здравствен дом според програмата на Министерството за здравство. И согласно информациите кои што јас денеска ги добив од Министерството за здравство, од кабинетот на министерот, и тогаш бил предложен амандман во кој што требало да следат условите кои што денеска ги внесуваме. А тоа е покрај условите од став 1 овој член да имаат најмалку 6 месеци работен стаж во струката како здравствен работник со високо образование или имаат работно искуство во здравствена установа подолго од 6 месеци како здравствен работник со високо образование. Значи, одиме едно напред, две назад и обратно, во принцип клан-недоклан, и заради тоа ова не требаше да биде предлог на група пратеници, без разлика дали од мнозинството или опозицијата, туку требаше да биде предлог на Министерството за здравство и представник кој што треба да се појави овдека, согласно целокупната статистика за Република Македонија, па и по региони. Ние во овој момент правиме некакво байпас решение, а ниту знаеме колку специјалисти имаме во државата, ниту во кои региони, ниту по кои категории, ниту кој е недостатокот, ниту колку од специјалистите ќе одат во пензија во наредните 4 до 5 години, така нема да метод да имаме нови специјалисти. Всушност, ние припремаме погон за мандатна политика за брзи специјалисти кои што ќе ги извеземе кон Германија, бидејќи немаме основ да тврдиме дека ваквите решенија ги носиме согласно национална цел и стратегија и недостатокот на кадар во самата држава. Па би требало да поработиме на овие прашања пред да носиме законски решенија од овој тип, заради тоа што не решаваме ништо, па дури ни наредните избори. Благодарам.